Книга за џунглата. Радијард Киплинг. Глава 1. Браќата на Могли. Сега јастребот ја брка ноќта, која ја ослободува Манг, слепиот крт. Стадата се затворени во колибата и чекаат, бидејќи до зората сме слободни ние. Ова е час на гордост и сила, канџи, шепи и остри заби. О, слушни го повикот! Добар лов на сите кои се придржувате до законите на џунглата. Ноќна песна на џунглата. Беше 7 часот, една многу топла ноќ во ридиштата Сиони. Таткото волк се разбуди од својата попладневна дремка, се почеша и се продзевна. Ги протегна своите нозе за да го оттргне чувството на сонливост во своите шепи. Мајката волчица лежеше, ставајќи ја муцката преку своите 4 младенчиња, кои цивкаа и се превртуваа. Месечината го осветлуваше влезот на пештерата во која живееја. Агр, рече таткото волк, време е повторно да тргнам во лов. Само што сакаше да потрча прудолу по ридот, кога преку прагот мина мала сенка од голема бушава опашка и зацивка. Среќа нека те следи, поглавару на волците, и твоите благородни деца нека имаат многу среќа. Белите и остри заби нека им пораснат и никогаш да не ги забораваат гладните и бедните на овој свет. Тоа беше чакал, Табаки Чанколис. Волците во Индија го презираат Табаки, затоа што каде и да се појави прави неред. Но во исто време и се плашат од него, повеќе од што било друго во џунглата, бидејќи Табаки може да се разболи од беснило. Тогаш тој заборава дека се плаши од што било, трча низ шумата и јаде се што ќе му се најде на патот. Дури и тигарот бега и се крие кога малиот Табаки ќе побесни. Беснилото е најсрамното нешто од кое може да се разболи едно диво животно. Ние тоа го нарекуваме беснило, но тие го викаат лудило и бегаат. Влези и погледни, нељубезно рече таткото волк, ама за јадење нема ништо да најдеш. Може би нема храна за волци, рече Табаки, ама за мене и една обична сува коска е вистинска гозба. Отиде до крајот на пештерата и таму најде коска од елен со уште малку месо на неа и задоволно застана да ја изеде. Многу ви благодарам за оваа убава гозба, рече тој, оближувајќи си ги усните. Потоа злобно додаде: силниот Шир Кан го промени своето место за лов, ми рече дека овој месец ќе лови во вашите предели. Шир Кан беше тигар кој живееше кај реката Ваингунги, оддалечена 30 на километри од домот на волците. Тој нема право на тоа, люто рече таткото волк. Според законот на џунглата, тој нема право да го промени теренот за лов додека претходно не го најави тоа. Ќе ни го избрка целиот плен наоколу на растојание од 15 километри, а јас овие денови морам да ловам за двајца. Мајката волчица рече: тој уште од раѓање е сакат на едната нога, затоа напаѓа само говеда. Сега селаните од Ваингунги се бесни на него, па затоа дојде овде да ги налути и нашите селани. Навистина, многу сме му благодарни на Шир Кан. Дали да му ја пренесам вашата благодарност? Праша Табаки. Надвор, се развика таткото волк, надвор и оди во лов со својот господар. Одам, тивко рече Табаки. Под нив, во долината која се простираше покрај малата река, таткото волк слушна врева. Тоа беше звук од ржење, певливо цивкање од тигар кој не уловил ништо. Будала, рече таткото волк. Зар ноќната работа се започнува со олкава врева? Дали тој мисли дека нашите елени се глупави како неговите дебели говеда? Тој вечерва не улови и не лови ниту бик, ниту елен, рече мајката волчица, туку човек. Човек, заржи таткото волк и ги покажа своите бели заби. Зар нема доволно бубачки и жаби, па мора да лови човек? Законот на џунглата ништо не наметнува без причина. Тој на секој звер му забранува да убие човек, освен кога им покажуваат на своите деца како се убива.
Да се убие човек значи дека белите луѓе ќе дојдат качени на слонови со пушки, а црните луѓе ќе дојдат со факли. Тогаш целата џунгла ќе пропадне. Животните велат дека ако јадат човечко месо, можат да станат шугави и да им паднат забите. Тоа е вистина. Предењето стануваше се посилно и заврши со длабоко грлено аррх при скокот на тигарот. Потоа се слушна вресок, невообичаен вресок од Ширкан. Не погоди, рече мајката волчица. Бура ни се приближува, се подготвува. Нешто зашушка во грмушката. Таткото волк се прикри, подготвен за скок. Скокна пред да види врз што скока. Потоа се обиде да сопре. Скокна во висина од метар и половина и се приземји, речиси на истото место, од каде што ја напушти површината на земјата. Човеково младенче, викна изненадено. Токму пред нив стоеше голо бебе со темна боја на кожата, држејќи се за ниската гранка. Детето го погледна в лице таткото волк и се насмевна. Донеси го, рече мајката волчица. Волкот може и јајце да стави в уста без да го скрши. Вилицата на таткото волк се затвори точно над грбот од детето и со ниту еден зап не му ја изгреба нежната кожа. Го спушти помеѓу малите волчиња. Колку е малечко, колку е голо и храбро, тивко рече мајката волчица. Бебето се туркаше помеѓу волчињата за да се стопли. Аха, почна да јаде заедно со останатите. Тоа нема ниту едно влакно на себе и би можел да го убијам со еден допир на ногата, рече таткото волк, но погледни, тоа не се плаши од мене. Во тој момент некој ја попречи светлината од месечината. На влезот од пештерата се појави големата коцкеста глава на Ширкан. Зад него скокаше Табаки. Господару, детето влегло внатре. Ширкан ни направи голема чест, рече таткото волк, но погледот му беше луд. Што сакаш, Ширкан? Човековото младенче влезе овде, рече Ширкан. Дајте ми го. Таткото волк знаеше дека влезот во пештерата е премногу тесен за да може да влезе тигарот. Волците се слободен народ, рече тој. Тие примаат наредби од водачот на глутницата, а не од некој ригест убиец на говеда. Човековото младенче е наше и можеме да го убиеме ако сакаме. Ако сакате, што ми зборуваш? Зар треба да го искршам носот во ова дувло за да го добијам она што ми припаѓа? Ширкан зборува со тебе, слушаш ли? Звукот од рикањето на тигарот ја исполни пештерата. Мајката волчица скокна напред додека очите во темнината светеа како две месечини. А овој одговор ти го давам јас, Ракша, ѓаволот. Човековото младенче е мое, а сега врати се кај мајка ти уште понатажен од тогаш кога дојде на овој свет. Ширкан немаше шанси против мајката волчица. Таа беше на свој терен и би се борела до смрт. Така тој, ржејќи се, повлече од влезот на пештерата. Кога излезе на ширинката пред пештерата, довикна: ќе видиме што ќе рече глутницата за оба посвојување на човековото младенче. На крајот ќе заврши во мојава уста. Кратци. Мајката волчица легна меѓу волчињата. Лежи мирно, жабо мала, ќе те викам жабата Могли. Ќе дојде време кога ти ќе го ловиш Ширкан како што тој те лови тебе. Таткото волк чекаше неговите волчиња да станат способни да трчаат. Потоа, заедно со нив, со Могли и со мајката волчица, отиде на состанок со глутницата кај собраниската карпа. Акела, големиот сив осамен волк, кој ја водеше глутницата, лежеше на својата карпа. Под него седеа 40 волци во сите големини и бои. Волчињата се лизгаа едно преку друго во средината од кругот во кој седеа нивните мајки и татковци. Акела од својата карпа викна: Вие го знаете законот. Добро гледајте, волци. Потоа, таткото волк го турна Могли во средината од кругот, а тој седеше, се смееше и си играше со песокот. Акела не ја ни поткрена главата од своите шепи, но продолжи да зборува. Добро гледајте.
Одзад карпата се слушна вресок. Се слушна гласот на Шир Кан. Младенчето е мое, дајте ми го мене. Каква врска има слободниот народ со човековото младенче? Акела не мрдна ниту со ушите, само рече: Добро гледајте, волци. На слободниот народ не му е гајле за туѓите наредби, освен за сопствените. Се слушна хор на длабоко ржење. Законот на џунглата во случај на несогласување околу прифаќање на младенчето наложува во негова корист да зборуваат барем 20 членови од глутницата. Тие 20 членови не смеа да бидат ниту мајка му, ниту татко му. Кој ќе зборува за ова младенче? Праша Акела. Немаше одговор. Единственото друго суштество кое го прифатија во советот на глутницата беше Балу. Тој беше сонлива кафеава мечка. Балу ги учеше младенчињата на волците на законите на џунглата. Балу се исправи на задните нозе и рече: Зборувам во име на човековото младенче. Дозволете му да и се придружи на глутницата и јас лично ќе му бидам учител. Ни треба уште еден, рече Акела. Црна сенка се приближи кон кругот. Тоа беше црниот пантер Багира. Сите го познаваа Багира и никој не се осмелуваше да му застане на патот. О, Акела, и вие слободен народе, зборуваше тој. Јас немам право на глас во вашиот совет, но законот на џунглата вели дека животот на младенчето може да се откупи за известна цена. Дали сум во право? Добро, добро, рекоа младите волци кои секогаш беа гладни. Слушајте го Багира. Да се убие едно голо младенче, тоа е срамно. На зборовите на Балу јас додавам уште еден бик, мрсен, тукушто уловен. Се слушна џагор од гласови кои зборуваа во исто време. Каква штета може да ни нанесе една гола жаба? Дозволете да биде прифатено. Потоа се слушна длабокиот глас на Акела. Добро слушајте, волци. Могли се уште беше окупиран со играта во песокот и не забележа кога волците му се доближија и го гледаа. На крајот сите тие се стрчаа кон брегот, кон телото на мртвиот бик. Одведете го, му рече Акела на таткото волк. Одгледајте го како припадник на слободниот народ. Така Могли беше прифатен во глутницата на волците по цена на еден бик и благодарение на добрите зборови на Балу. Могли порасна со волчињата, иако тие станаа возрастни волци, додека тој се уште беше дете. Таткото волк го учеше на својата работа и на законите во џунглата. Кога глутницата се состануваше, Могли го заземаше своето место на собраниската карпа. Тука откри дека ако реши да се џари во кој било волк, тој волк ќе биде принуден да го спушти погледот. Така се џареше во нив поради забава. Најмногу од се сакаше со Багира да оди во мрачното топло срце на шумата. Спиеше по цел ден, а навечер гледаше како Багира лови. Кога беше гладен, Багира ловеше на сите страни. Тоа го правеше и Могли, со еден исклучок. Целата џунгла е твоја, рече Багира. Можеш да убиеш се за што си доволно моќен да го убиеш. Но поради бикот со кој беше откупен, никогаш не смееш да убиеш или да изедеш какво било говедо, младо или старо. Таков е законот на џунглата. Могли го почитуваше тоа. Еден топол ден врз основа на она што го чу Багира, доби нова идеја. Тој и Могли беа длабоко во џунглата и момчето лежеше со главата потпрено на убавото крзно на Багира. Мал брату, колку пати ти кажав дека Шир Кан е твој непријател, праша Багира. Онолку пати колку што на оваа палма има ореви, рече Могли. Што со тоа? Шир Кан има само долга опашка и е само бендисан како паун. Отвори си ги очите, мал брате. Шир Кан нема да се осуди да те убие во џунглата, но запомни, Акела е многу стар. Наскоро ќе дојде денот кога повеќе нема да може да убива елени и нема да има храна. Младите волци веруваат во она на што ги научи Шир Кан, дека на човековото младенче местото не му е во глутницата. Јас сум роден во џунглата, рече Могли. Го почитувам законот на џунглата.
Нема волк од чија што шепа не сум извадил трн. Волците се мои браќа. Биди мудар. Сигурен сум дека глутницата ќе се крене против Акела веднаш откако ќе го загуби следниот лов. А тоа значи дека ќе се сврти и против тебе. На карпата ќе се одржи совет на џунглата, а потоа се сетив, рече Багира и скокна. Брзо оди во долината, кај колибите на луѓето, и земи го црвениот цвет што таму го одгледуваат. Под поимот црвен цвет Багира мислеше на оган. Секое животно има смртен страф од него. Црвен цвет? Праша Могли. Оној што цвета пред нивните колиби взори. Ќе наберам неколку цветови. Могли побрза по брегот низ грмушките до потокот на дното од долината. Втрча во селото и се смести покрај прозорецот од една колиба. Потоа го потпре лицето на прозорецот и го гледаше огнот во колибата. Виде една жена како станува ноќта и става дрва во огнот. Кога дојде утрото, виде човеково младенче како зема котле облепено со кал и го полни со вжештен јаглен. Детето потоа излезе надвор да се погрижи за кравите во шталата. Тоа е се? Праша Могли. Ја заобиколи куќата и го сретна момчето. Му го грабна котлето од раце и исчезна во маглата. Детето заплака од страф. На половина пат Могли го сретна Багира, на чие што крзно утринската роса блескаше како скапоцен камен. Акела не успеа да улови ништо, рече пантерот. Ќе го убие ја уште синоќа, но првин сакаат да те убијат тебе. Јас сум подготвен, види, Могли го подигна котлето со оган. Добро е. Цел ден Могли седеше во пештерата, грижејќи се за своето котле со оган. Кога Табаки дојде во пештерата и нељубезно му рече дека го бараат во советот на карпата, тој се смееше се додека Табаки не побегна. Се уште смејќи се, Могли отиде кај советот. Акела лежеше од страната на карпата, давајќи до знаење дека местото водач на глутницата е слободно. Кога сите се собраа, Ширкан почна да зборува. Никогаш претходно не се осмели да го стори тоа додека Акела беше на чело на глутницата. Могли скокна на нозе и извика: "Слободен народе, дали сега Ширкан ја води глутницата? Каква врска има тигарот со нашиот народ?" Со оглед на тоа што местото водач е слободно и бидејќи јас бев замолен да зборувам, рече Ширкан. Замолен од кого? Праша Могли. Дали сите ние овде треба да лазиме пред овој куц касап на добиток? Ширкан се развика. Уморен сум од ова. Дајте ми го човековото младенче или за секогаш ќе ловам овде и нема да оставам за вас ниту една коска. Тоа е човек и јас го мразам од сршта на моите коски. Тогаш повеќе од половината глутница викна: "Човек, каква врска има човек со нас? Пуштете го да си оди во својата куќа." "И да ги сврти сите луѓе против нас?" се развика Ширкан. "Не, дајте ми го мене." Акела ја подигна главата и рече: "Тој е наш брат по се, освен по крв, а вие веднаш би го убиле. Според тоа, јас знам дека вие сте кукавици." "Тој е човек, заржи глутницата. Повеќето волци почнаа да се собираат околу Ширкан. Неговата опашка почна да се движи низ воздухот. "Сега тебе ти е редот да им покажеш кој е главен," му рече Багира на Могли. Могли тргна право, држејќи го во рацете котлето со оган. Беше бесен од гнев и тага, бидејќи волците никогаш му немаа кажано колку го мразат. "Непотребно е ова песио џавкање," извика Могли. "Вечерва многу пати ми кажавте дека сум човек, затоа повеќе нема да ве нарекувам мои браќа, туку ќе ве нарекувам кучиња." Могли го фрли на земја котлето со оган и зажарениот јаглен се растори по сувата трева и ја запали. Сите членови на советот се повлекоа од страф од разгорениот пламен. Могли фрли гранка во огнот, а таа се запали и пламна со плускотници. "Спаси го Акела од смрт," рече Багира со тивок тон. "Тој секогаш беше твој пријател." Могли полека го вртеше погледот. "Џунглата е затворена за мене, но ќе бидам помилосрден од вас. Ветувам дека нема да ве издадам на луѓето, како што вие ме издадовте мене."
Го клоцна жарот од огнот со стапалото и се кренаа искри во воздухот. Но пред да одам, морам да наплатам еден долг. Отиде до местото каде што Шир Кан седеше и ми журкаше пред пламенот. Могли го фати за брадата. Станувај, песу, викна Могли. Стани или ќе ти го запалам крзното. Ушите на Шир Кан беа залепени за неговата глава. Ги затвори очите бидејќи запалената гранка беше блиску до него. Вака луѓето ги тепаат кучињата. Со гранката го удри Шир Кан по главата. Тигарот од страв се свитка и плачеше. Сега бегај. А вие останатите, запомнете дека следниот пат, кога ќе дојдам да присуствувам на собраниската карпа, на главата ќе носам кожата на Шир Кан. Акела е слободен да живее како што сака. Нема да го убиете, бидејќи јас тоа не го сакам. Заминувајте. Могли го вртеше пламенот од огнот во круг околу себе. Волците истрчаа завивајќи, бидејќи искрите кои им летаа им го гореа крзното. На крајот останаа само Акела, Багира и 10 волци кои застанаа на страната на Могли. Могли го задржа здивот и заплака. Ќе отидам кај луѓето, рече тој, но најпрво морам да се простам од мајка ми. Отиде во пештерата и плачеше на низиното крзно. 4 младенчиња завиваа од жал. Нема да ме заборавите, праша Могли. Никогаш, рекоа младенчињата. Кога ќе бидеш човек, дојди кога сакаш во подножието на ридот и ние ќе разговараме со тебе. Врати се наскоро, рече таткото волк. Ох, мудра мала жабо, врати се побрзо, бидејќи мајка ти и јас веќе сме стари. Ќе дојдам, сигурно, рече Могли. А кога ќе дојдам, ќе постелам кожата на Шир Кан на карпата. Кажи им на сите во џунглата никогаш да не ме забораваат. Почна да зазорува кога Могли сам тргна кон брегот да ги запознае тие мистериозни суштества кои се нарекуваа луѓе. Глава 2. Ловот на Каа. Точките се гордоста на леопардот. Бикот со роговите се гордее. Биди чист, бидејќи силата на ловџијата се огледува во сјајот на неговата кожа. Кога ќе сватиш дека бикот може да те закачи со рогот или некој налутен елен да те прободи, не губи време нас да не известиш за тоа. Ние тоа го знаевме 10 години пред тебе. Туѓите младенчиња не ги прогонувај, туку нарекувај ги браќа и сестри. Зашто и без тебе на малите и без помошните и мечката може да им биде мајка. Јас сум најсилно, мисли младенчето, кога првпат оди во лов. Но џунглата е голема, а младенчето е мало. Нека мисли така, а ти молчи. Изрека на Балу. Се што овде ќе биде кажано се случило пред да биде избркан Могли од глутницата волци на ридот Сиони. Тоа беше во времето кога Балу ги учеше за законите на џунглата. Големата сериозна кафеава мечка беше пресреќна што имаше толку бистар ученик. Така Балу го учеше за законите на шумата и на водата. Потоа Могли ги учеше ловечките лозинки. Повеќето градива Могли мораше да ги учи наизуст. Се умори од тоа да ги повторува истите работи по 100 пати. Еден ден, кога Могли го обзеде страв, Багира му рече на Балу: "Види колку е мал. Како може во неговата мала глава да ги собере сите твои долги приказни?" Ако се прашуваше тој, црниот пантер одамна би го разгалил Могли. Постои ли во џунглата нешто што е премногу мало за да биде убиено? Не, затоа јас го учам на овие работи, искрено одговори Балу. Сега го учам на лозинките на џунглата. Тоа ќе го заштити од птиците, од змиски, од народи, од се што лови, а има 4 нозе, освен од неговата глутница. Кои се тие лозинки? Јас почесто се наоѓам во ситуација да давам помош отколку да ја барам. Багира ја испружи шепата и почна да ги гледа своите како железо силни канџи. Сепак би сакал да ги знам. Ќе го повикам Могли. Дојди мал, брате. Мојата глава зуи како кошница, рече со мрзлив глас.
Могли се спушти по стеблото од дрвото. Дојдов поради Багира, а не поради тебе, дебел и стар Балу. Кажи му ги на Багира лозинките на кои те научив денес, рече Балу. Но него го повредија зборовите на Могли. Лозинките на кој народ? Праша Могли, пресреќен што има шанса да се докаже. Сите ги знам. Могли ги кажа лозинките на ловците, на птиците и на змискиот народ. Потоа тој скокна на грбот на Багира и на Балу му ја упати најлошата гримаса што можеше да ја направи. Потоа Балу се заврти настрана и му кажа на Багира како го молел Хати, дивиот слон, да му ги каже тие лозинки. Додека мечката и пантерот разговараа, Могли се обидуваше да го привлече вниманието врз себе. Го влечеше по крзното Балу и силно го удираше со нозете. Конечно, викна на цел глас. Јас ќе имам собствено племе и сет ден ќе го водам низ шумата. Каква е таа нова лудост? Праша Багира. И ќе фрлам гранки и земја по стариот Балу, продолжи Могли. Тие ми го ветија тоа. Ах! Големата шепа на Балу го зеде Могли од грбот на Багира. Додека момчето лежеше врз големите шепи на Балу, забележа дека тој е луд. Могли, рече Балу, ти самиот разговараше со бандарлозите, мајмунскиот народ. Зошто никогаш не ме однесовте кај мајмунскиот народ? Тие стојат на своите стапала исто како мене. Слушај ти, човеково младенче, рече Балу. Гласот му грмеше како гром во врела ноќ. Те научив на законите на џунглата за сите народи кои живеат во неа, освен за мајмунскиот народ кој живее на дрвјата. Тие немаат закон, тие немаат памтење. Само што го изговори тоа, ореви и гранчиња пролетаа низ гранките на дрвото. На народот на џунглата му е забрането да разговара со народот на мајмуните. Запомни го тоа, рече Балу. Народот на мајмуните од дрвото го наблюдуваше Могли. Неговата игра ја сметаа за многу интересна. Многу тивко ги следеа Балу, Багира и Могли низ џунглата се додека не дојде време за попладневен одмор. Могли спиеше меѓу пантерот и мечката и реши повеќе да нема ништо со народот на мајмуните. Следното на што се сеќаваше беше дека почувствува допир од дланки на своите раце и нозе. Двата најсилни мајмуна го фатија Могли под рацете и го фрлија кон дрвјата. Скокајќи, паѓајќи и врескајќи, целото племе на бандарлозите се движеше низ дрвјата заедно со Могли, нивниот заробеник. Могли за кратко беше исплашен. Потоа се налути и почна да размислува. Гледаше нагоре и го здогледа јастребот Чил како лета и стражари на џунглата. Чил забележа дека мајмуните носат нешто, се спушти пониско и свати дека нивниот лов е добар за јадење. Се вчудовиди од изненадување кога виде дека го носат Могли. Потоа го слушна Могли како му ја дава лозинката. Следи ја мојата трага, јави му на Балу од глутницата Сиони и на Багира од собраниската карпа. Во чие име, брате? Чил никогаш претходно го немаше видено Могли. Могли жабата, ме викаат човеково младенче, следи ја мојата трага, успеа да викне додека го фрлаа во воздухот. Чил кимна со главата и се издигна се додека не се претвори во една обична дамка. Тука се задржа, наблюдувајќи ги со своите телескопски очи разнишаните врвови на дрвјата. Балу се удираше со шепите по ушите и се движеше ваму-таму, плачејќи. Балу, ти немаш ниту памет, ниту достоинство, нестрпливо рече Багира. Што би рекла џунглата кога јас, црниот пантер, би се свиткал во клопче како бодликаво прасе и би плачел? Ох, каква дебела будала сум јас која знае само да јаде корења, рече Балу и се исправи. Точно е она што го зборува Хати, дивиот слон. Никој не е без непријатели. Племето на бандарлозите се плаши од Каа, змијата камењарка. Ајде да одиме кај Каа. Што може тој да направи за нас? Тој не е од нашето племе, нема нозе и има многу злобен поглед, рече Багира. Тој е многу стар и многу итар и плюс секогаш е гладен, рече Балу, полн со надеж. Отидоа да го побараат Каа.
змијата камењарка. Го најдоа истегнат на една топла карпа како ужива во попладневното сонце и се восхитува на својата нова кожа. Ги оближа устните при помислата на предстојниот оброк. Каа не беше змија отровница, но неговата сила беше во неговата прегратка. Кога тој ќе се завија околу некој, за тоа повеќе нема што да се зборува. Добар лов на сите нас, одговори Каа. Има ли некакви вести за дивеч во близина? Да не се движи случајно во близина некој млад елен? Празен сум како исушен бунар. Ние ловиме, рече Балу безгрижно. Знаеше дека пред Каа не смее да се избрзува. Беше преголем. Дајте ми дозвола да тргнам со вас, рече Каа. За време на мојот последен лов малку фалеше да се избоцкам на гранки. Вревата од моето провлекување го разбуди племето на бандарлозите и тие почнаа да ми се подсмеваат со најгрди зборови. Змијата многу ретко покажува дека е лута, но Балу и Багира можеа да ги видат мускулите од двете страни на вратот на Каа како се затегаат. Ние сега го следиме племето на бандарлозите, рече Балу. Каа, тие крадачи на ореви го украдоа нашето човеково младенче. Може би си слушнал за него, рече црниот пантер, а ние знаеме дека од сите жители на шумата, тие единствено се плашат од Каа. За тоа имаат добра причина, рече Каа. Значи, каде го однесоа младенчето? Тоа го знае само џунглата, рече Балу. Еј, нагоре, нагоре! Погледни нагоре, Балу од глутницата Сиони. Балу погледна нагоре и го здогледа јастребот Чил како се спушта додека сијајот од крилјата му се прелеваше на сончевата светлина. Што се случило? Го видов Могли помеѓу племето на бандарлозите, го однесоа во мајмунскиот град во ладната долина. Им реков на лилјаците навечер да наблюдуваат. Добар лов на сите вас долу. Ти посакувам длабок сон, Чил, викна Багира. Ќе мислам на тебе за време на следниот лов и ќе оставам глава само за тебе. Ти си најдобар помеѓу јастребите. Момчето ми ја кажа лозинката, ништо помалку не можев да направам. Чил влета во својата дупка во каменот. Сега мораме да отидеме во ладната долина, рече Багира. Сите знаеја каде се наоѓа тоа место, но ретко кој од џунглата бил таму. Тоа беше стар, напуштен град, длабоко во џунглата. Животните ретко ги користеа местата кои луѓето некогаш ги користеле. Дотаму ни е потребно да патуваме половина ноќ и тоа со полна брзина, рече Багира. Каа и јас не се осудуваме да те чекаме овде. Следи не, Балу. Во ладната долина народот на мајмуните воопшто не размислуваше за пријателите на Могли. Мајмуните доцна тоа попладне го однесоа Могли во ладната долина. Наместо да одат да спијат, како што би направил Могли по долго патување, се фатија за раци и играа, пеејќи ги своите глупави песни. Гладен сум, рече Могли. Дајте ми храна или дозвола да ловам овде. 20 или 30 мајмуни веднаш побрзаа да му донесат ореви и дива папаја, но патем се степаа, па не вредеше да се вратат со она малку овошје што им остана. Могли беше гневен и повреден, исто како што беше и гладен. Чувствуваше дека навистина се наоѓа на погрешно место. Се што рече Балу за племето на бандарлозите е точно, помисли. Морам да се обидам да се вратам во својот дел од џунглата. Само што стигна до градските ѕидини, мајмуните го одвлекоа назад. Му рекоа дека не знае колку е среќен и дека треба да им биде благодарен што е со нив. Стотици мајмуни се собраа да ги слушаат своите говорници како пеат. На Могли му се вртеше во главата од вревата што ја правеа. Багира и Каа ги наблюдуваа од урнатините зад градските ѕидини. Јас ќе отидам до западниот ѕид, прошепоти Каа. Кога оној облак ќе ја прекрие месечината, јас ќе отидам кај терасата. Тие таму свикаа некаков совет за момчето, рече Багира. Добар лов, сериозно рече Каа. Лазејќи стигна до западниот ѕид. Облакот ја прекри месечината и Могли на терасата ги слушна лесните чекори на Багира. Црниот пантер нечујно го забрза чекорот и скокна меѓу мајмуните кои седеа околу Могли.
5-6 мајмуни го зграбија Могли, го одвлечкаа до вилата и го турнаа низ дупката на скршената купола. Падна од висина од 5 метри. Но Могли падна онака како што го научи Балу и застана на нозе. Остани тука додека да ги убиеме твоите пријатели. Подоцна ќе си играме со тебе, ако отровниците те остават да живееш, викнаа мајмуните. Од иста крв сме ти и јас. Могли брзо ја изговори змиската лозинка. Ги слушна како шуштат насекаде околу него. Во ред рекоа еден куп подмолни гласови. Старата вила беше полна со кобри. Мал брате, остани неподвижен, бидејќи твоите стапала можат да не повредат. Могли стоеше, слушајќи ги бесните звуци од борбата околу Багира. Прв пат откако се родил, Багира се бореше за својот живот. Могли викна: "Кај базенот со вода, Багира, оди кај базенот." Багира очајнички се бореше. Педа по педа стигна право до резервоарот. Тогаш, од разурнатиот градски ѕид се слушна громогласното војничко рикање на Балу. Ширејќи ги своите шепи, Багира заграби онолку мајмуни колку што можеше да собере во неговите раце. Потоа почна да удира, туп, 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 како да весла. Звуците на жуборење и прскање му дадоа знак на Могли дека Багира се пробил до резервоарот, каде што мајмуните не можеа да го следат. Каа се проби преку западниот ѕид, тргна со желба да убива. Првиот удар го зададе во средина на толпата од мајмуни околу Балу. Мајмуните во истиот момент се разбегаа викајќи: "Каа, тоа е Каа, да бегаме, да бегаме." Постарите мајмуни ги учеа своите млади генерации да се однесуваат добро и им зборуваа за Каа. Каа, ноќниот крадец, може тивко и нечујно да се пробива низ гранките и да го украде најсилниот мајмун. Могли погледна низ пукнатината на вилата и испушти крик за да го покаже својот презир. Извади го човековото младенче од таа замка. "Јас не можам повеќе," затишано рече Багира. "Тие може повторно да нападнат. Не смеат да се помрднат додека јас не им го дозволам тоа," викна Каа и градот повторно потона во тишина. "Каде е човековото младенче?" праша Каа. "Овде, во јамата, не можам да излезам," викна Могли. "Земете го, постојано се движи, ќе ни ги изгази младенчињата," викнаа кобрите од внатрешноста на јамата. "Ха," рече Каа со насмевка. "Оддалечи се, човеково младенче, отровници скријте се, ќе го урнам ѕидот." Извивајќи го своето тело во воздухот во висина од 1,5 метри, Каа неколку пати удри во ѕидот со главата. Ѕидот се урна и се претвори во облак од прав. Могли излезе низ отворот и се фрли помеѓу Балу и Багира. "Ох, браќа мои, вие крвавите." "Не е важно тоа, важно е само ти да си безбеден," овкајќи рече Балу. Багира рече: "Овде е Каа, на кому ние му ја должиме битката, а ти му го должиш својот живот." Могли се заврти и ја виде главата на големата змија како се ниша половина метар над неговата глава. "Ти вечерва ми го спаси животот. Мојот лов ќе биде твој лов, кога и да бидеш гладен, Каа." "Ти благодарам многу, мал брате," рече Каа. "А сега брзо врати се кај своите пријатели. Оди и спи, бидејќи месечината заоѓа." "Скокни на мојот грб, мал брате," рече Багира. "Ќе одиме дома." Могли ја стави главата на грбот на Багира. Толку длабоко спиеше, што воопшто не се разбуди кога во пештерата го легнаа покрај мајката волчица. Глава 3. Тигру, тигру. Што е со ловот, храбар ловџио? Брате, во заседа беше ладно. Што се случи со пленот по кој тргна? Брате, се уште слободно трча низ џунглата. Што се случи со силата со која се фалеше? Брате, ми исчезнува од мускулите и колковите. Што е со брзината со која се движеше? Брате, одам во својот дом да умрам. А сега мораме да се вратиме на првата приказна. Кога Могли ја напушти волчјата пештера по расправијата со глутницата,
тргна по патот што водеше кон долината. Чекореше со рамномерни чекори речиси 30 километри, се до земјата која не ја познаваше. Дојде до селската порта и тука седна. Кога еден човек излезе, тој стана, ја отвори устата и му покажа дека сака храна. Човекот потрча по улицата, гласно викајќи по свештеникот. Свештеникот беше дебел човек, облечен во бело со црвен и жолт знак на челото. Дојде до портата, а со него дојде уште најмалку 100 други луѓе. Гледаа во Могли, зборуваа, викаа и покажуваа во него. Овој човечки народ баш и не знае да се однесува, рече Могли во себе. Така зјапаат само сивите мајмуни. Тоа едноставно е волчјо дете кое е избегало од џунглата и ништо повеќе, рече свештеникот. Некои жени рекоа на глас: тоа е навистина убаво момче. Месуа, зар ова дете не личи на твојот син кој ти го зеде тигарот? Свештеникот беше паметен човек. Тој знаеше дека Месуа е сопруга на најбогатиот селанец. За момент погледна во небото. Потоа сериозно рече: она што џунглата го одзеде, џунглата и го врати. Сестро моја, однеси го момчето во својот дом и не заборавај да го почитуваш свештеникот кој толку длабоко ги познава човечките животи. Толпата се разотиде кога жената го одведе Могли во својата колиба. Му даде да пие млеко и да јаде леп. Потоа го погледна во очи. Ти многу личиш на мојот натуа и ти ќе бидеш мој син, рече таа. Јас овде сум толку глупав и нем како што човекот би бил меѓу нас во џунглата, помисли Могли. Морам да го научам нивниот јазик. И така, веднаш штом Месуа ќе изговореше некој збор, Могли го повторуваше. Пред да се стемни, ги научи имињата на многу работи во колибата. Кога дојде време за спиење, Могли не сакаше да спие во нешто што му личеше на стапица за пантери, каква што беше колибата. Остави го да прави како што сака, рече сопругот на Месуа. Запомни, тој никогаш досега не спил на кревет. Неколку минути подоцна Могли се протегна на долгата чиста трева на крајот од полето. Но пред да ги затвори очите, една сива муцка го допре под брадата. Разбуди се, мал брате, носам вести, рече сивиот брат, најстарото од младенчињата на мајката волчица. Дали сите во џунглата се здрави, праша Могли прегрнувајќи го. Сите се добро, освен волците чие што крзно го изгоре со црвениот цвет. Слушај, крзното на Шир Кан изгоре. Се заколна дека твоите коски ќе ги фрли во Ваингунг. И јас дадов ветување, но вечерва сум уморен од сите нови работи кои ми се случија. Нема да заборавиш дека си волк? Загрижено праша сивиот брат. Никогаш, но исто така секогаш ќе се сеќавам дека бев избркан од глутницата. Мал брате, следниот пат кога ќе дојдам, ќе те чекам покрај бамбусот на крајот од пасиштата. Наредните 3 месеци Могли речиси воопшто не го напушташе селото. Беше многу зафатен со учење на навиките на луѓето. Еден ден селскиот старешина му рече на Могли дека наредното утро мора да излезе со биковите и да ги чува додека пасат. Никој не беше позадоволен од Могли. Навечер одеше кај луѓето кои секоја вечер се собираа под големата смоква. Тука се состануваа и пушеа селскиот старешина, ноќниот стражар, берберот и стариот булдео. Раскажуваа убави приказни за боговите, за луѓето и духовите. Булдео раскажуваше уште поубави приказни за темпераментот на животните од џунглата. Могли мораше да го крие лицето за да не видат другите дека се смее. Булдео објаснуваше како тигарот кој го зел синот на Месуа бил сенишен тигар. Неговото тело било обседнато од духот на злобниот грабливец кој умрел пред неколку години. Јас знам дека тоа е вистина затоа што Пурун Дас куцаше поради ударите што ги доби. Тигарот за кој зборувам исто така куцаше. Дали сите ваши приказни се толку нереални и измислени? Тој тигар куца затоа што таков се родил.
Да зборувате за душата на некој злобен грабливец кој е заробен во телото на животно кое нема ниту најмала храброст е чиста глупост и детска работа. Дали тоа е она детиште од џунглата? Праша Булдео. Кога си толку мудар, подобро однеси ја неговата кожа во канивар, бидејќи владата таму дава 100 рупии за неа. Взори Могли тргна по селските улици, седејќи на грбот на големиот бик Раме. Биковите со долги рогови и диви очи излегоа од своите живеалишта и тргнаа по нив. Могли ги тераше да ја поминат рамнината каде што реката Ваинунга излегува од џунглата. Потоа слезе од грбот на Раме, отиде кај бамбусот и го сретна сивиот брат. Какви се вестите од Ширкан? Праша Могли. Повторно замина, бидејќи овде почна да не достига дивеч, но цврсто е решен да те убие. Се додека него го нема, секогаш ти или еден од нашите 4 браќа бидете овде на карпата, за да можам да се видам со вас кога ќе дојдам од селото. Но кога Ширкан ќе се врати, чекај ме во клисурата кај дрвото сред долината. Потоа Могли одбра место под една сенка и легна да спие. Биковите пасеа околу него. Слегоа кај мачуриштето и влегоа во калта толку длабоко што на површината им се гледаа само муцките и очите. Потоа дојде ноќта, децата од селото го повикаа и биковите излегоа од калта. Сите потрчаа назад по рамнината во селото. Могли секој ден ги вадеше биковите од калта. Секој ден на истото место се сретнуваше со сивиот брат. Конечно дојде денот кога сивиот брат не беше на местото на кое што се состануваа. Се насмевна и ги однесе биковите во клисурата, која веќе беше покриена со златно-црвени цветови. Тука седеше сивиот брат. Влакната му беа накострешени. Ширкан има план вечерва да те чека зад портата од селото. Тој сега лежи во својата клисура Ваинунге, рече сивиот брат, оближувајќи си ги усните. Могли стоеше со прстот во уста и размислуваше. Би можел да го поведам стадото низ џунглата, се до врвот на клисурата и потоа да се стрчам по ридот, но тој брзо ќе го свати мојот план. Мораме да го блокираме тој предел. Сив брате, можеш ли наместо мене да го поделиш стадото на 2 дела? Мислам дека јас не можам да го сторам тоа, но со себе поведов мудар помошник. Сивиот брат потрча и исчезна во една пештера. Потоа се појави огромна сива глава, која Могли добро ја познаваше. Акела, Акела, викна Могли плескајќи со рацете. Акела, те молам, подели ми го стадото. Двата волка влетаа во стадото и трчаа во него. Биковите ги подигнаа главите и се поделија во 2 групи. Могли скокна на грбот на Раме. Поведи ги биковите на лево, Акела, рече Могли. Сиви брате, кога ќе си отидеме, собери го стадото на куп, однеси го до дното на клисурата. Планот на Могли беше едноставен. Сакаше да направи голем круг околу ридот и да стигне до врвот на клисурата. Потоа да ги пушти биковите низ клисурата и да го фати Ширкан меѓу биковите и кравите. Могли ја подигна главата. Мора да го известам Ширкан кој доаѓа. Го фативме во замка. Ги стави дланките околу устата и викна. По долго време се слушна сонливото ржење на тигарот кој што туку се разбудил. Кој ме вика? Праша Ширкан. Јас, Могли, крадецу на добиток, време е да дојдеш кај собраниската карпа. Побрзај надолу, Акела, долу, Раме, долу. Стадото за момент се двоумеше пред надолницата, потоа јурна надолу. Кога се забрзаа, беше невозможно да се сопрат. Ширкан го слушна звукот од нивните копита. Се исправи и потрча низ долината, барајќи начин да побегне. Поделеното стадо на 2 дела пристигна во рамнината. Говедата напаѓаа со своите рогови и удираа со копитата. Брзо, Акела, избркај ги, се е готово, викна Могли. Акела и сивиот брат трчаа ваму таму, гризејќи ги биковите за нозете. Стадото уште еднаш направи движење како да има намера да се врати назад и да потрча низ клисурата, но Могли успеа Раме да го насочи во друга насока. Другите тргнаа по него кон мочуриштето. Не мораа веќе да го газат Ширкан, тој беше мртов. Јастребите веќе се насобраа околу него.
Момче, пораснато меѓу луѓе, никако не би било во состојба да одере тигар со големина од 3 метри. Но Могли точно знаеше како да му ја извади кожата. Тоа беше напорна работа. Могли цел час сечеше и испушташе звуци. При тоа почувствува како нечија рака го допира по рамото. Каква е оваа глупост, налутено рече Булдео. Ти мислиш дека можеш да одереш тигар? Па може би ќе ти дадам една рупија за награда кога ќе ја однесам оваа кожа во канивар. Јас решив ова крзно да го употребам за своји цели, старче, рече Могли. Како така разговараш со главниот селски ловџија? Остави ја таа мрша. Овде, Акела, овој човек ме вознемирува, рече Могли. Булдео за миг се најде легнат на тревата, додека сивиот волк стоеше над него. Одам трае војната помеѓу овој куц тигар и мене, и јас победив, рече Могли. Тоа е најлошиот вид магија, помисли Булдео. Јас сум стар човек, му рече Булдео на Могли. Смеам ли да станам и да си одам? Исправи се и оди си со мир, пушти го, Акела, заповеда Могли. Могли продолжи со својата работа, но веќе почна да се стемнува кога тој и волците успеа да ја слечат преубавата кожа од телото на тигарот. Сега мора да ја скриеме кожата и да ги однесеме биковите дома. Акела, помогни ми да ги соберам. Изгледаше како половина село да го чека пред портата. Рој од камења помина покрај неговите уши. Селаните викаа: "Волчји син, ѓаволу од џунглата, заминувај!" "Волку, дете на волците, заминувај!" викна свештеникот, замавнувајќи со гранката од светата билка. "Повторно. Последниот пат тоа беше поради тоа што сум човек. Овој пат е поради тоа што сум волк. Ајде, Акела," рече Могли. Месуа дотрча викајќи: "Ох, сине мој, тие велат дека ти си магионичар. Јас не верувам во тоа, но ти мораш да си заминеш, инаку ќе те убијат. Булдео вели дека ти си магионичар, но јас знам дека ти ја одмазди смртта на малиот на туа." "Врати се, Месуа," викна толпата, "или ќе те каменуваме." "Останете ми со здравје, луѓе, и заблагодарете и се на Месуа што со своите волци нема да дојдам да ве бркам по вашите улици," викаше Могли. Месечината заоѓаше кога Могли со двата волка стигна кај собраниската карпа. Влегоа во пештерата на мајката волчица. "Мајко, ме протераа од глутницата на луѓето," рече Могли, "но ја носам кожата на Шир Кан за да си го одржам зборот." Мајката волчица брзо излезе од пештерата. По неа одеа младенчињата. Очите засветкаа кога ја виде тигровата кожа. Уште кога ја провре главата во нашата пештера, му реков дека еден ден ловецот ќе се претвори во плен. Добро си сторил. "Ме протераа од глутницата на волците и од глутницата на луѓето," рече Могли. "Сега сам ќе ловам во џунглата." "Ние ќе ловиме со тебе," рекоа 4 волчиња. Така, од тој ден, Могли ловеше во џунглата придружуван од 4 волчиња. Не беше за секогаш сам. После неколку години од таа случка стана возрасен човек и се ожени. Но тоа веќе е приказна за возрасни. Глава 4. Белата фока. Спи, малечок мој, ноќта е создадена за нас и црните води се зелени. Месечината сака преку гребенот да не пронајде во пештерите кои шумолат од морето. Каде што бреновите удираат, таму за тебе е перница мека. Ах, уморни мои перки, нема да те разбуди бурата, ниту да те зграби ајкулата, додека спиеш во прегратките на нишалката на морето. Приспивна песна. Никој не доаѓа на североисточната точка на островот Свети Павле, таму далеку во Беринговото море, освен ако таму нема работа. Единствените кои таму имаат работа се фоките. За време на летните месеци од сивото студено море доаѓаат стотици илјади од нив. Брегот на североисточната точка на фоките им дава повеќе удобност отколку кое било друго место на светот. Острозабиот го знаеше тоа.
Секоја пролет, како наоружен воен брод, пливаше право кон североисточната точка. Еден месец минуваше во борба со другите фоки, за да добие добро место на карпите покрај морето. Острозабиот имаше 15 години. Тој беше голема фока со сиво крзно, со долги и опасни заби. По целото тело имаше лузни од борбите што ги водеше, но секогаш беше подготвен за нова борба. Единствено што сакаше беше простор покрај морето за своето семејство. Тука имаше 50.000 други фоки, кои секоја пролет се бореа за истата работа. Звуците што се слушаа на плажата за време на нивните борби беа морничави. Нивните сопруги на островот никогаш не доаѓаа пред крајот на мај или почетокот на јуни, бидејќи не сакаа да бидат распарчени за време на борбите. Една пролет, Острозабиот токушто ја заврши својата 45-та борба, кога матка, неговата мила жена со топол поглед, пристигна на брегот. Ја фати за врат и ја однесе на местото што го освои. Доцнеш, како и обично, налутено рече тој. Каде беше? Острозабиот немаше јадено ништо за време на 4 месеци кои ги помина на брегот, така што не беше добро расположен. Матка погледна наоколу и нежно рече: навистина баш убаво од твоја страна, повторно си го зазел старото место. Острозабиот гордо ја повлече главата во дебелите рамена и изгледаше како да сака да спие. Сите фоки и нивните сопруги беа на копното. Бучавата која ја создаваа можеше да се слушне дури преку морето, дури и за време на најголемата бура. На брегот имаше преку 1.000.000 фоки. Бебето на матка беше родено сред таа мешаница, но нешто на неговата кожа го привлече вниманието на мајка му. Острозаб, нашето бебе ќе биде бело, рече таа. Во име на школките и морските треви, заражи Острозабиот. На овој свет никогаш не се родило такво чудо како што е бела фока. Сега се роди, рече матка. Малечкото го нарекоа Котик. Прво нешто што стори малечкото беше со лазење да отиде на копното. Тука пронајде уште 10.000 мали фоки на негова возраст. Си играа заедно како кучиња и одеа да спијат во песокот. Малите фоки не може да пливаат подолго од малите деца, но не се смируваат додека не научат. На Котик му беа потребни 2 недели да научи да ги користи своите перки. На крајот откри дека навистина неговото место е во водата. Многу често Котик гледаше една тенка перка која прилегаше на голема перка од ајкула. Знаеше дека тоа е грампус, китот убиец кој ги јаде малите фоки. Тогаш малата фока јурнуваше кон плажата како стрела. Кон крајот на октомври, фоките почнаа да го напуштаат островот Свети Павле за да отидат во длабокото море. Идната година ќе бидеш холушики, момче, за женење, му рече матка на Котик, но оваа година мораш да научиш да ловиш риби. Заедно запловија во Тихиот океан. Матка му покажа на Котик како да спие завртен на грб со перките залепени за телото, така што единствено носот одвој му излегуваше на површината на водата. Кога Котик почувствува пецкање по целата кожа, матка му рече дека на тој начин учи да ја чувствува водата. Јадежот и пецкањето на кожата значат дека доаѓаат лоши времиња. Тоа значеше дека мора силно да заплива и да оди понатаму. Кога наполни 6 месеци, Котик знаеше речиси се за риболовот. За целото тоа време ниту еднаш со перките не го допре копното. Еден ден се почувствува мрзлив и уморен. Се сети на брегот на северната точка на оддалеченост од 10.000 километри од него. Во тој момент, пливајќи со голема брзина, тргна кон север. Котик сретна голем број своји пријатели и сите тие одеа на истото место. Тие рекоа: "Поздрав, Котик, оваа година ќе можеме да ја играме огнената игра и да скокаме по новата трева. Како ја доби таа боја на кожата?" Крзното на Котик сега беше речиси сосема бело. Многу се гордееше со него, но само рече: "Пливајте побрзо, коските ми копнеат по копно."
Сите стигнаа до брегот на кој беа родени. Ги слушнаа старите фоки, своите татковци, како се борат. Таа ноќ Котик ја играше огнената игра со едногодишните фоки. За време на летните ноќи морето е полно со оган. Секоја фока, кога ќе скокне, зад себе остава трага која прилега на гром и пламен од разгорено масло. Потоа излегоа на брегот и се тркалаа по песокот. Раскажуваа за тоа што правеле додека беа во морето. Двајца црнокоси мажи со спласнати лица се појавија од зад пештерата. Котик, кој никогаш претходно немаше видено човек, се закашла и ја наведна главата. Тие луѓе беа Керик Бутерин, поглаварот на ловците на фоки на островот, и Паталамон, неговиот син. Хо, рече Паталамон, погледни, ене бела фока. Керик Бутерин пребледе. Почна да изговара молитва. Не допирај ја, Паталамон, може би тој е духот на стариот Захарофа. Тој минатата година се загуби за време на големата бура. Нема да и се приближувам, рече Паталамон, носи несреќа. Денес луѓето би требало да одерат барем 200 фоки, но се уште е почеток на сезоната, а тие се нови во оваа работа. Доволно ќе бидат 100, брзо. Паталамон ги крена рамениците и им се приближи на фоките, а тие почнаа да се поместуваат. Над 100.000 фоки гледаа како ги бркаат, но тие продолжуваа да си играат. Ќе одам со нив, рече Котик. Кланицата беше на 700 метри оддалеченост, но беше потребен 1 час да се преплива дотаму. Потоа се појавија 10 или 12 мина луѓе со железни палки долги по 1 метар. Керик рече, ајде. Луѓето со палките ги удираа фоките по главите, а тоа го правеа најбрзо што можеа. Ова беше премногу за Котик. Се сврти и тргна назад. Неговите нови, што туку израснати мустаки се накострешија од ужас. Главечки се фрли во бистрата вода каде што седеа големите морски лавови. Поради големите бранови очајнички се бореше за воздух. Што бараш ти овде? Налутено праша морскиот лав. Многу сум осамен, рече Котик. На брегот ги убиваат сите млади фоки. Сигурно си го видел стариот Керик како ги убива фоките. Тој тоа го прави веќе 30 години. Тоа е ужасно, рече Котик. Ако вие фоките секоја година се враќате овде, секако дека луѓето ќе знаат за тоа. Секогаш ќе ве бркаат или убиваат, освен ако не најдете остров на кој луѓето никогаш не зачекориле. Постои ли таков остров? Оди на островот на морските коњи и разговарај со најстариот и најмудриот морски конј. Тој може би ќе знае да ти даде одговор на тоа прашање, му одговори морскиот лав. Котик помисли дека тоа е добар совет. Тргна кон островот на морските коњи. Застана во близина на најстариот морски конј, кој секогаш е лут, освен кога спие. Разбуди се, викна Котик. Кога грдиот морски конј се разбуди, Котик викна. Постои ли место каде што би можеле да одат фоките, а каде што луѓето никогаш не доаѓаат? Оди и прашај ја морската крава, рече морскиот конј. Ако се уште е жива, таа ќе знае да ти одговори на прашањето. Котик отплива назад до североисточната точка. Тука откри дека никој не сочувствува со него во неговиот обид да пронајде безбедно место за фоките. Она што мораш да го направиш е да пораснеш, да станеш голема фока како твојот татко и да си создадеш семејство на плажата, рече острозабиот. Тогаш ќе те остават на мира. За 5 години би требало да бидеш способен да се бориш за себе. Дури и нежната матка рече, никогаш нема да можеш да го сопреш убивањето. Оди и играј си во морето. Котик отиде и без волја ја играше огнената игра. Таа есен го напушти брегот најбрзо што можеше. Тргна сам да ја бара морската крава. Тргна да пронајде безбеден остров каде што луѓето нема да можат да им се приближат на фоките. Котик помина 5 сезони, истражувајќи ја северната точка, секоја година со по 4 месеци пауза.
Но каде и да отидеше, морските жители му го кажуваа истото. На тие острови некогаш еднаш годишно доаѓале фоки, но луѓето ги убивале. Тоа му го скрши срцето. На својот пат кон север, Котик запре на еден остров прекриен со зелена трева. Наиде на една стара фока која беше на умирање. Котик и улови една риба и раскаже за својата мака. Ќе се вратам во североисточната точка. Ако ме убијат заедно со другите млади фоки, ќе ми биде сеедно, рече Котик. Старата фока рече: обиди се уште еднаш. Јас сум последната фока од загубеното стадо од Масафијаре. Во деновите кога не убиваа луѓето, на брегот кружеше приказна дека еден ден од север ќе дојде една бела фока и ќе ги одведе сите фоки на некое мирно и безбедно место. Ова многу го охрабри Котик. Кога се врати на брегот на североисточната точка, мајка му го молеше да се ожени и да формира свој дом. Дај ми уште една година, рече Котик. Сосема случајно имаше уште една фока која ја одложуваше својата свадба за наредната година и Котик вечерта пред да замине на своето последно истражувачко патување, со неа ја играше огнената игра. Овој пат Котик отиде на запад, бидејќи успеа да влезе во трага на едно јато риби. Ги следеше се додека не се умори. Потоа се склопчи и отиде да спие во близина на Бакарниот остров. Околу полноќ почувствува дека некој го турна на постелата од морска трева. Тогаш скокна како мачка, бидејќи забележа некои големи суштества како се движат низ водата. Кои се овие суштества, праша тој. Не личеа ниту на едно животно кое Котик некогаш го видел. Ниту на морски конј, ниту на морски лав, ниту на фока, мечка, кит, ајкула, риба или медуза. Беа долги меѓу 6 и 10 метри и немаа задни перки. Наместо тоа имаа опашка која прилегаше на лопата. Главата им беше најчудното нешто кое може да се замисли. Стаклените очи им блескаа, но не зборуваа. Епа, рече Котик, вие сте единствените суштества кои се погрди од морскиот лав. Знаеше дека најпосле ги пронашол морските крави. Морските крави полека почнаа да патуваат кон север, понекогаш застанувајќи само за момент. Котик ги следеше. Ова му беше заморно, но не можеше да ги натера да побрзаат. Една вечер потонаа како камења низ светлата вода и почнаа брзо да пливаат. Тргнаа кон еден гребен покрај брегот кој се спушташе длабоко во водата и нурнаа длабоко во пештерата во подножието, под морето. Пливањето траеше долго, многу долго. Одвај дишејќи, Котик исплива на површината на другиот крај. Ова беше долго нуркање, но не вредеше. Морските крави се разотидоа и почнаа да пасат на најубавиот брег кој Котик некогаш го видел. Најдоброто од се беше тоа што Котик почувствува дека тука никогаш не зачекорила човечка нога. Ова е како североисточната точка, само 10 пати подобро, рече тој. Морските крави сигурно се помудри отколку што мислев. Ако некое место на светот е безбедно, тогаш тоа е ова. Потоа се нурна во водата и заплива по нив. Кога излезе на копно, првата личност што ја сретна беше фоката која го чекаше. По изгледот на неговите очи таа сфати дека конечно го пронашол својот остров. Острозабиот и сите други фоки му се смееја кога им раскажа што открил. Младата фока му рече: знај дека ние се боревме за своите домови, а ти тоа никогаш не го правеше. Ке дојдеш ли со мене ако те победам? Праша Котик. Во очите му се појави зелен сјај. Беше луд што воопшто мора да се бори. Ако победиш, ке дојдам, безгрижно рече младата фока. Немаше време да го промени мислењето. Котик ги зари забите во вратот на младата фока. Потоа се исправи и го одвлече непријателот до брегот, го протресе и го собори. Видете, Котик никогаш не гладуваше 4 месеци како што тоа го прават големите фоки секоја година.
Неговите патувања по длабокото море го одржуваа во совршена состојба неговото тело. Неговото крзно се накостреше од бес, додека од очите му излегуваа искри. Тоа беше преубава гледка. Стариот острозап го виде Котик како трча и ги влече старите фоки како да се риби, а младите ги брка на сите страни. Острозабиот викна: може би тој е будала, но тој е најдобриот борец на брегот. Не го напаѓај, татко си, сине мој, јас сум со тебе. Кој ќе дојде со мене до тунелот на морските крави? Викна Котик. Ние ќе дојдеме со тебе, рекоа илјада уморни гласови. Одиме со Котик, белата фока. Една недела подоцна тој и речиси 10.000 млади фоки тргнаа кон север до тунелот на морските крави. Фоките кои останаа на североисточната точка ги нарекуваа будали. Но во текот на наредните години се повеќе фоки си заминуваа од североисточната точка и се упатуваа кон новиот брег. Котик седи таму цело лето и секоја година станува се посилен и посилен. Малечките фоки безгрижно си играат околу него во морето, каде што човекот никогаш не доаѓа. Глава 5. Рики Тики Тави. Пред јамата во која влезе, црвеноокиот ја довикуваше збрчканата кожа. Слушни што вели црвеноокиот, око за око и глава за глава. Држи чекор, мил мој Мунгос. Ова ќе биде крајот кога еднаш ќе биде мртов. Каква што ти е волјата, мил мој Мунгосу. Движење по движење и јазол по јазол, бегај и сокрии се. Ха, не те погоди смртта. Несреќа ти се случи, мил мој Мунгосу. Ова е приказна за големата војна која Рики Тики Тави ја водеше сам со себе. Тој беше Мунгос. Неговите очи и врвот на неговиот немирен нос беа црвени. Знаеше како да ја растресе својата опашка и да направи да личи на четка за чистење шишиња. Неговиот воен поздрав беше Рик Тик Тики Тики Чк. Еден ден големата летна поплава го однесе Рики Тики Тави од јамата во која што живееше заедно со своите родители. Го однесе во ровот покрај патот. Најде снопче трева и цврсто се држеше за него се додека не ја изгуби свеста. Кога дојде при себе, лежеше сред една градинарска патека. Едно момче рече: еве мртов Мунгос, ајде да го закопаме. Не, рече мајка му, може би не е мртов. Го завиткаа во пешкир и го затоплија покрај малиот камин. Ги отвори очите и кивна. Ајде, не плашете го, рече големиот човек. Тоа беше англичанецот кој туку-што се всели во колибата. Ке видиме што ќе правиме. Рики Тики трчаше околу масата, си го среди крзното и се почеша. Му скокна на момчето на рамо. Не плаши се, Теди, рече татко му. Тој така си создава пријатели. Ајде да му дадеме нешто да јаде. Му дадоа мало парче месо. На Рики Тики тоа веднаш му се допадна. Целиот ден го помина во разгледување на куќата. Кога Теди отиде в кревет, Рики Тики исто така се вовлече во неговата постела. Родителите на Теди влегоа во собата за да го погледнат својот син. Рики Тики лежеше на перницата и беше буден. Не ми се допаѓа ова, рече мајката на Теди. Тој може да го гризне детето. Покрај тоа животно, Теди е побезбеден отколку да се наоѓа покрај ловчиско куќе, рече таткото на Теди. Ако сега во детската соба влезе змија, но мајката на Теди не сакаше ниту да помисли на нешто толку ужасно. Рано наутро, Рики Тики, качен на рамото на Теди, дојде на појадок на терасата. Потоа излезе во градината. Трчаше ваму таму, душкаше на сите страни, кога во една грмушка со трње слушна тажни гласови. Тоа беа Дарзи, птицата кројачка и неговата жена. Гнездото се нишеше таму ваму, а тие седеа на работ и плачеа. Што се случило? Праша Рики Тики. Едно од нашите деца вчера падна од гнездото и наг го зеде, рече Дарзи. Кој е наг? Дарзи и неговата жена се стуткаа во гнездото. Во внатрешноста на жбунот се слушна тивко, ужасно и ладно шуштење.
Рики Тики скокна половина метар наназад. Милиметар по милиметар од тревата се појави главата на Наг, црната кобра. Од јазикот до опашката беше долг метар и половина. Кој е Наг? Рече тој. Јас сум Наг, гледај и плаши се. Тој, повеќе од кога и да било, го рашири меурот на вратот. Рики Тики се исплаши за момент. Но невозможно е мунгосот да остане уплашен на подолго време. Рики Тики знаеше дека инстинктот на возрастниот мунгос е да се бори со змиите и да ги јаде. Наг исто така го знаеше тоа и во длабочината на своето студено срце се плашеше. Зад тебе, погледни зад тебе, запеа Дарзи. Рики Тики скокна во воздухот колку што можеше повисоко. Токму тогаш под него ја виде главата на Нагаина, злобната жена на Наг. Рики Тики седеше над својата опашка и задните нозе и прилегаше на мал кенгур кој гледа околу себе. Чкрипеше со забите од бес, но Наг и Нагаина исчезнаа во тревата. Кога Теди потрча по патеката, Рики Тики беше подготвен да се гали, но штом Теди се наведна, нешто мрдна во правта. Слаб глас рече: "Биди внимателен, јас сум смртта." Тоа беше Караит, кафеава змија. Неговиот отров беше еднакво опасен како и тој на кобрата. Но тој беше толку мал и никој не му обрнуваше внимание, па поради тоа тој на луѓето им нанесуваше уште поголемо зло. На Рики Тики му се зацрвенија очите и почна да се ниша напред-назад. Рики Тики бараше добро место каде ќе може да го гризне. Караит нападна. Рики Тики скокна настрана и се обиде да се фрли над него, но малата глава се упати во правец на неговото рамо. Мораше да го прескокне телото. Теди им викна на родителите во куќата. "Нашиот мунгос убива змија." Рики Тики го слушна врискањето на мајката на Теди. Татко му излезе надвор држејќи стап во раката. Но Караит се фрли многу далеку нанапред и Рики Тики тргна по него. Скокна над змијата, ја гризна за грбот и се тргна. Мајката на Теди го подигна Рики Тики од правта и го прегрна. Плачеше, бидејќи тој го спаси Теди од смрт. Рики Тики го забавуваше сета оваа мешаница. Веднаш, штом Теди заспа таа вечер, Рики Тики тргна во својата ноќна прошетка околу куќата. Во мракот се судри со Чучундра, глушецот кој се движеше покрај зидот. "Мојот роднина, глушецот чуа, ми рече," рече Чучундра и застана. "Што ти рече?" "Пст, Наг е насекаде. Во градината требаше да зборуваш со Чуа." "Не зборував, затоа сега ти мораш да ми раскажеш." Чучундра седна и заплака. "Не смеам ништо да ти кажам. Зар не слушаш, Рики Тики?" Рики Тики ги напрегна ушите. Му се причини дека слушна тивко греб-греб. Тоа беше звук од гребењето на кожата на змијата додека се движи по тулите. "Тоа е Наг," си рече тој во себе. Влегол преку одводот во бањата. Рики Тики отиде до бањата на Теди, но таму немаше никој. Потоа отиде до бањата на мајката на Теди. На дното од зидот беше извлечена една тула за да направи одвод за водата од бањата. Ги слушна Наг и Нагаина како шепотат надвор под месечината. "Ќе го убијам големиот човек, неговата сопруга и детето," рече Наг. "Потоа колибата ќе остане празна и Рики Тики ќе си замине." Наг ја вовлече главата низ одводот и Рики Тики го слушна како пие од водата. "Кога човекот утре наутро ќе влезе во бањата, нема да има стап со себе. Ќе го чекам да дојде. Нагаина, дали ме слушаш?" Наг се склопчи. Од надвор не доби никаков одговор. Рики Тики стоеше студен како смрт. Еден час подоцна почна да се движи, мускул по мускул, кон одводот. Се прашуваше каде е најдобро да го гризне. "Најдобро е за главата," конечно рече тој. "Кога ќе го гризнам, не смеам да го пуштам." Потоа скокна. Цврсто го гризна, додека телото му удираше по подот. Му се заврти во главата и чувствуваше огромна болка кога нешто над него удри како гром. Човекот го разбуди бучавата и тој од својата пушка испука куршум во Наг.
Големиот човек го подигна. Повторно оној мунгос, Алиса, ова мало суштество што туку ни ги спаси животите. Кога дојде утрото, Рики Тики беше вкочанет, но задоволен од предизвикот. Сега морам да се пресметам со Нагаина. Таа ќе биде полоша од 5 змии како Наг заедно, рече тој. Рики Тики потрча до грмушката каде што Дарзи на сет глас ја пееше победничката песна. Веста за смртта на Наг се рашири низ целата градина. Хигиеничарот го фрли неговото тело на ѓубриштето. Каде е Нагаина? Праша Рики Тики, внимателно гледајќи околу себе. Најверојатно е покрај телото на Наг, го оплакува својот сопруг. Голем е Рики Тики со своите бели заби. Остави ги моите бели заби на мира. Дали си слушнал каде Нагаина ги чува своите јајца? Праша Рики Тики. Во лејата со лубеници на крајот покрај зидот, одговори Дарзи. Дарзи, ако имаш трошка памет, ќе одлеташ кај Нагаина и ќе се преправаш дека ти е скршено крилото. Пушти ја да те брка се до оваа грмушка. Јас морам да одам кај лејата со лубеници. Ако сега отидам таму, таа би ме видела. На Дарзи, како и мозокот да му беше направен од пердуви, но неговата жена беше разумна птица и знаеше дека од јајцата на кобрата подоцна ќе излезат мали кобри. Затоа одлета од своето гнездо. Долета до Нагаина и викна: "Ох, моето крило е скршено." Нагаина ја подигна главата и рече: "Го предупреди Рики Тики, ја избра погрешната страна." Тргна кон жената на Дарзи, ползејќи низ правта. "Момчето ми го скрши крилово со камен," врескаше жената на Дарзи. "И јас ќе ги расчистам сметките со тоа момче. Што ти вреди да бегаш? И онака сигурно ќе те фатам. Погледни ме, мала будало." Жената на Дарзи знаеше дека не смее да го направи тоа, бидејќи кога птицата ќе ја погледне змијата во очи, таа толку многу се плаши што се вкочанува и не може да мрда. И понатаму замавнуваше со едното крило. Нагаина побрза кон неа. Рики Тики побрза кон лејата со лубеници. Тука најде 25 јајца. "Не сум подранил многу," рече тој. Им ги одгриза врвовите на јајцата колку што можеше побрзо. Се погрижи да ги уништи малите кобри. Останаа само уште 3 јајца кога жената на Дарзи викна: "Рики Тики, ја одведов Нагаина до куќата, отиде на терасата, таа сака да убива." Рики Тики скрши уште 2 јајца и побрза низ лејата со лубеници со третото јајце во уста. На терасата Теди и неговите родители стоеја со скаменети, пребледени лица. Нагаина се склопчи покрај столицата на Теди, пеејќи победничка песна. Рики Тики викна: "Заврти се, Нагаина, заврти се и бори се." "Се во свое време," рече таа. "Погледни ги своите пријатели, не се осмелуваат ниту да мрднат. Ако направиш само уште еден чекор, ќе почнам да напаѓам." "Погледни ги своите јајца во лејата со лубеници, Нагаина," рече Рики Тики. Големата змија се сврти и го виде јајцето на терасата. "Дај ми го," рече таа. Рики Тики ги стави шепите од двете страни на јајцето. Очите му беа црвени како крв. "Што даваш за јајцето? За последното од родот. Останатите ги јадат мравките." Нагаина сосема се сврти, заборавајќи на се заради едно јајце. Таткото на Теди ја испружи раката и го фати за рамото. Го однесе Теди на безбедно. "Дај ми го јајцето, Рики Тики, јас ќе заминам и никогаш повеќе нема да се вратам." Ја спушти главата. "Да, ќе си заминеш. Ќе заминеш на ѓубриштето заедно со Наг. Бори се." Очите му беа како вжештен јаглен. Нагаина се прибра и се фрли врз него. Рики Тики скокаше напред-назад. Таа одново нападна. Тој заборави на јајцето. Нагаина се повеќе се приближуваше кон јајцето. На крајот го зеде со устата и потрча по патеката, а Рики Тики тргна по неа. Нагаина влезе во глувчијата дупка во која некога живееја таа и Наг. Рики Тики ја загриза за опашката и отиде надолу во дупката со неа. Дарзи рече: "Готово е со Рики Тики, Нагаина сигурно ќе го убие под земја." Затоа тој запеа тажна песна. Токму кога дојде до најтажниот дел, тревата над дупката затрепери.
Рики Тики почна да се извлекува од дупката, нога за нога, оближувајќи си ги мустаците. Готово е, рече тој, се склопчи во тревата и спиеше на истото место до доцна попладнето. Кога се разбуди, рече: се враќам во куќата, известете го бакарниот ковач, а тој на сите во градината ќе им соопшти дека Нагаина е мртва. Кога Рики Тики тргна по патеката, ја слушна птицата. Дин дан дак, Наг е мртов, Нагаина е мртва, дин дан так. Таа ноќ во куќата Рики Тики изеде се што му дадоа. Отиде в кревет качен на рамото на Теди. Имаше право да се гордее со себе. Но не стана многу горделив. Ја чуваше градината со заби, скокови и со се што можеше и никогаш повеќе ниту една кобра не се осмели да се појави таму. Глава 6. Тумај, господар на слоновите. Доста ми е од јажиња и синџири. Се сеќавам на она што бев, се сеќавам на својата сила и шумските предизвици. Нема да го продавам својот грб на луѓето за еден сноп шеќерна трска. Ќе си одам кај својот род, кај своето шумско племе и во неговото засолниште. Ќе одам уште пред денот, уште пред утрото да засвети. Онаму каде што ветрот девствено љуби, онаму каде што водата гали нежно. Ќе заборавам на оковите на своите нозе и ќе го откорнам столбот за кој сум врзан. Ќе ја побарам својата загубена љубов и своите слободни другари. Кала Наг, што значи црна змија, 47 години служеше на индиската влада на сите начини на кои еден слон може да служи. Имаше 20 години кога го уловија, што значи дека сега има речиси 70, а тоа е зрела доба за еден слон. Мајка му еднаш му рече дека слоновите кои се плашат секогаш страдаат. Поради тоа тој престана да се плаши. Беше најомилениот слон во служба на владата на Индија. Неговата работа беше да помага во ловењето на дивите слонови по ридовите на Гарвал. Негов чувар беше големиот Тумај, внук на Тумај, господарот на слоновите, кој виде како го фатија Кала Наг. Тој рече: црната змија не се плаши од никој, освен од мене. Виде 3 генерации од нас, кои го храневме и го негувавме, а ќе живее доволно долго за да ја види и 4-та. И од мене не се плаши, рече малиот Тумај, висок одвај 1 метар. Имаше 10 години. Дури и малото момче како него беше од корист во кампот, а Тумај вредеше за 3 момчиња. Најинтересно беше кога започнуваше ловот на слонови. Малиот Тумај тогаш се качуваше на врвот на еден од столбовите на оградата од кедата. Викаше додека во кедата се водеше страшна битка меѓу Кала Наг и дивиот слон. Старите ловци на слонови ги бришеа капките пот од челото и од време на време му кимнуваа со главата на малиот Тумај. Тој понекогаш правеше и повеќе отколку што се очекуваше од него. Една вечер малиот Тумај се спушти од својот столб и втрча меѓу слоновите. Му го подаде крајот од испуштеното јаже на ловецот, кој се обидуваше да го фати малото слонче за ногата. Кала Наг го виде, го фати со својата сурла и му го предаде на големиот Тумај, кој го врати назад на столбот. Наредното утро големиот Тумај го прекори малиот Тумај. Сега оние глупави ловци му раскажале се на Петерсен Сахип. Што ќе се случи? Праша малиот Тумај. Петерсен Сахип е лудак. Можно е да бара од тебе да станеш ловец на слонови, да спиеш во онаа страшна џунгла. Другите слонови можат да те изгазат до смрт, срамота, заминувај. Малиот Тумај си замина без да изусти ниту еден збор. Сите своји маки му ги раскажа на Кала Наг додека му ги прегледуваше стапалата и гледаше дали има закачено некој трн на нив. Петерсен Сахип пристигна качен на својата слоница Пудмини. Сезоната за лов беше при крај. Еден чиновник седеше под дрвото и на луѓето кои со викање ги намамуваа дивите животни да одат во ловечката заседа, им го исплаќаше нивниот хонорар. Големиот Тумај му приде на чиновникот, додека малиот Тумај стоеше покрај него. Тогаш
Макуа Апа, главниот ловец на слонови, со тивок глас му рече на еден од своите пријатели: "Ова момче би можело да стане одличен ловец. Штета е да се испрати овој малечок во шумата." Петерсен Сахиб имаше слух за се. Викна од своето место на грбот на Пудмини: "Зашто станува збор? Се уште не сум видел паметен маж кој може сам да се справи со слон, па тој дури и да е мртов. Ова не е маж, туку мало момче." За време на последниот лов влета во кедата и му го подаде јажето на Бармеу. Макуа Апа покажа со прстот кон малиот Тумај. "Тој го подаде јажето? Па тој е толку мал." "Еј, малечок, како се викаш?" праша Петерсен Сахиб. Кала Наг беше зад него и малиот Тумај му даде знак со раката. Слонот го фати со сурлата и го подигна до висина на челото на Петерсен Сахиб. "Охо," рече Петерсен Сахиб, "зошто си го научил својот слон на таа вештина? Сигурно за да ти помага да ги крадеш пченките кога ти ги остава да се сушат на покривите." "Не е поради пченката, туку поради лубениците," рече малиот Тумај. "Види вака, малечок. Еве ти 4 ани да си купиш бомбони. Еден ден можеби и ти ќе станеш ловец, но запомни дека кедата не е место каде што децата си играат." "Зарем никогаш повеќе не смеам тука да влезам, Сахиб?" праша малиот Тумај и длабоко воздивна. "Ке можеш," рече Петерсен Сахиб со насмевка, "кога ќе ја видиш игранката на слоновите. Тоа ќе биде вистинското време." Тоа е стара шега помеѓу ловџиите, што значи никогаш. Никој никогаш не видел игранка на слонови. Малиот Тумај и ги даде парите на мајка си. Целото негово семејство седеше на грбот на Кала Наг. Потоа редицата слонови се стрча по ридот кон рамнината. Еден ловџија рече: "Слоновите знаат дека оваа сезона е готова за ловџиите. Сите диви слонови вечерва ќе играат. На твојот татко подобро би му било вечерва да употреби дупли синџири." Во кампот на слоновите задните нози им ги врзуваа со синџири. Кога на малиот Тумај му се приспа, се испружи под сенката покрај Кала Наг. Малиот Тумај некое време спиеше. Се разбуди под прекрасната месечина. Кала Наг се уште внимателно наслушуваше. Малиот Тумај во далечината ги слушна чекорите на дивите слонови. Сите слонови од редот наеднаш скокнаа. Бучавата која ја создадоа ги разбуди заспаните луѓе. Дојдоа и со чекан ги искршија колците. Големиот Тумај го тргна синџирот од ногата на Кала Наг и со него од предните до задните нозе го врза малиот слон. Големиот Тумај околу нозете на Кала Наг му врза јаже и му рече да запомни дека е цврсто врзан. Кала Наг мирно стоеше и гледаше во месечината. "Внимавај на него ноќеска ако се вознемири," му рече големиот Тумај на малиот Тумај. Отиде во својата колиба и заспа. Туку што отиде да спие малиот Тумај, кога го слушна јажето како пука. Кала Наг се ослободи. Малиот Тумај потрча по него низ патеката. "Кала Наг," викна тој полугласно, "земи ме со себе." Слонот се сврти, направи 3 чекори наназад кон момчето и со сурлата го крена на својот врат. Туку што се смести малиот Тумај, Кала Наг влезе во шумата. Се движеше низ ридот без воопшто да создава бучава. Кога Кала Наг се искачи на врвот од ридот, за момент застана. Тумај се наведна нанапред да погледне и почувствува дека шумата под него е жива. Кала Наг одеднаш се стрча низ ридот право во долината. Малиот Тумај се припи до големиот врат за да не го превртат гранките на земја. Потоа се слушна звук од чекори. Кала Наг газеше низ речното корито. Малиот Тумај слушна гласно рикање. "Ау," рече тој додека му се тресеа вилиците. "Вечерва излегле слоновите, тогаш тоа е игранка." Кала Наг излезе од водата, ја издува сурлата и повторно тргна низ ридот. Потоа еден слон почна да рика и за време од 5 до 10 секунди сите тие тргнаа нагоре. Се слушна бучава. Стануваше се посилна и посилна. Кала Наг ја подигна едната предна нога, потоа и другата. Сите слонови сега се движеа во ритам. Малиот Тумај со рацете ги покри ушите за да се заштити од бучавата, но во него се тресеше.
Тоа сигурно траеше 2 часа и малиот Тумај почувствува болка. Сепак, по мирисот на ноќниот воздух знаеше дека доаѓа зора. Утрото зазори и заблеска во бледо-жолта боја. Бучавата престана со појавувањето на првите зраци од сонцето. Пред да исчезне од главата на малиот Тумај сето она кое го слушна, на видикот повеќе немаше ниту еден слон, освен Каланак и Пудмини. Каланак, ајде да ја следиме Пудмини и да одиме во кампот на Петерсен Сахиб, рече малиот Тумај, одвај држејќи ги отворени очите. Петерсен Сахиб рано појадуваше кога во кампот влета Пудмини со Каланак. Лицето на малиот Тумај беше сиво, а косата му беше полна со лисја. Сепак се обиде да го поздрави Петерсен Сахиб. Игранка на слонови, викна малиот Тумај, ја видов. Кога Каланак седна, Тумај преморен слезе од неговиот врат. Малиот Тумај го преспа целото попладне во мрежата на Петерсен Сахиб. Додека тој спиеше, Петерсен Сахиб и Макуа Апа цели 25 километри одеа по трагите на двата слона до местото каде што слоновите се собираат за игранка. 45 години, рече Макуа Апа, работам со слонови, но никогаш не сум слушнал ниту еден човек некогаш да го видел она што го виде ова момче. Вечерта приредија гозба околу големиот логорски оган кој гореше покрај редицата врзани слонови. Малиот Тумај беше славеник. Макуа Апа скокна на нози и го подигна малиот Тумај високо во воздухот. Тој повика: ова момче од сега нема да се вика малиот Тумај, туку ќе се вика Тумај, господарот на слоновите. Целиот ред слонови му оддаде почит, така што ја подигна сурлата и испушти силен крик. Сето тоа беше во чест на малиот Тумај, кој сред ноќ сам ја види игранката на слоновите во срцето на планината Гарвал. Глава 7. Слугите на нејзиното височество. Речи си, еден месец врнеше пороен дожд. Камп од 30.000 луѓе, од илјадници, камили, слонови, коњи и магариња се собраа на местото наречено Равалпинди. Сите требаше да учествуваат во парадата на кралот на Индија. Нему во посета му дојде еден див крал од една многу дива земја. Кралот со себе донесе 800 луѓе и коњи кои никогаш во својот живот не виделе камп. Секоја вечер многу од овие диви коњи ги кинеа уздите и трчани с кампот. Или пак камилите се ослободуваа и ги кинеа јажињата со кои беа врзани шаторите. Мојот шатор се наоѓаше далеку од камилите и јас мислев дека сум безбеден. Но една вечер еден човек дзирна во мојот шатор и викна: излегувај брзо, доаѓаат. Ги обув чизмите, го облеков дождовниот мантил и истрчав надвор во калта. Малиот Муртко, мојот териер лисичар, излезе од другата страна. Забележав дека шаторот се олабавил и почнал да се ниша како полуден дух. Камилата се заплетка во него. Продолжив да трчам, бидејќи не знаев колку камили се ослободиле. На крајот се сопнав од еден топ. Знаев дека се наоѓам во близина на зоната за оружје, каде што навечер се чуваат топовите. Го префрлив својот дождовен мантил преку цевката од некоја пушка и од работите кои ги пронајдов направив нешто кое наликуваше на вигвам. Токму кога се подготвував да заспијам, слушнав звук од удирање со дизгин. Магаре помина покрај мене, тресејќи ги своите водени уши. Зад магарето имаше камила со нозете зариени во калта. Доволно добро го познавав јазикот на животните за да сватам зашто разговараат. Камилата му рече на магарето: што да правам? Се борев со едно бело суштество кое се нишаше. Ми беше јасно дека камилата мисли на мојот шатор на кој налета. Тој зеде стап и ме удри по вратот, дури и понатаму дали и понатаму да го бркаме. Значи тоа беше ти, рече магарето. Ти и твоите пријатели направивте неред во кампот. Седни и смири се. Камилата седна, тресејќи се. Во темнината се слушна тропот од копита. Еден голем конј галопираше како да е на парада. Потоа го прескокна топот и застана до магарето. Ова е срамота, рече тој, дувајќи низ носот. Како може еден конј да биде одморен и секогаш подготвен за акција, ако не му даваат да спие? Кој сте вие?
Јас сум Магаре од вториот ред на првата артилериска бригада, рече Магарето. Кој си ти? Број 15, група Е, деветиот коњ од коњаницата, коњот на Дик Канлиф. Господа, понизно рече Камилата, ноќеска имавме кошмари и многу сме исплашени. Јас сум само Камила за превезување товар, Камила број 39 од пешадијата. Не сум храбра како вас. Магарето наслушуваше. Доаѓаат биковите. Ти и твоите пријатели го разбудивте целиот камп. Слушнав звук од синџири кои се влечкаат по земја. Дојдоа намуртените бикови кои влечеа тешки обсадни топови. Уште едно Магаре, речи си го нагази синџирот и го повика Магарето Били. Ова е еден од нашите регрути, му рече старото Магаре Били на коњот. Тој ме вика мене. Добро, момче, престани да викаш. Младото Магаре се припи до Били. Страф и ужас, Били, рече тој. Мислиш дека ќе не убијат? Престани да се тресеш, рече Били. Јажето со кое бев врзан се скина и не можев да го пронајдам својот господар. А ниту тебе не можев да те пронајдам, Били, па почнав да трчам по овие господа. Кој сте вие таму што лежите на земја? Праша Били. Биковите се завртеа и истовремено одговорија. Ние сме од големата топовска артилерија. Кога не изгазија, станавме и заминавме. Продолжија да џвакаат. На секој може да му се прости поради тоа што се исплашил навечер ако забележи работи кои не ги разбира, рече коњот. Што правиш кога си на работна должност? Праша Били. Ме јават Дик Канлиф. Се што треба да правам е да внимавам како газам и да му се покорувам. Што значи тоа да се покоруваш? Праша младото Магаре. Сакаш да кажеш дека вас во вашата служба не ве учат да бидете покорни? Викна коњот. Били рече, не учат да го слушаме човекот пред себе, да се оддалечиме кога тој ќе ни каже и да се приближиме кога тој ќе ни каже. Што правиш ти? Јас најчесто одам сред голема врева помеѓу брадести луѓе со ножеви. Морам да водам сметка за тоа чизмата на Дик само да ја допре чизмата на друг човек, а да не му ја соблече. Звучи многу глупаво, рече Били. Ножевите се лоша работа. Вистинската работа е да се искачиш на планина и да успееш да останеш на 4 нозе кога ќе дојдеш до провалија. Тоа е сосема доволен простор за копитата. Потоа молчиш и ги гледаш топовите како пукаат. Камилата некое време ја нишаше главата, потоа ја слушнав како зборува. Таа нервозно рече. И јас малку се борев, но не сум трчала, ниту сум се искачувала на тој начин. Како беше стар Хејбеле? Праша Били. Беше како што треба, рече Камилата. Сите седевме наредени во голем круг. Луѓето пукаа преку нашите грбови. Јас не се плашам. Јас седам мирно и чекам. Тогаш еден од биковите ја подигна главата. Тоа е многу глупаво, рече тој. Постои само еден начин на борба. Веројатно вие народе се борите додека сте на задача, праша Били. Токму така, сите не впрегнуваат на големиот топ веднаш штом ќе почне да рика двоопашестиот. Двоопашестиот е жаргон за слон кој се користи во кампот. Потоа ние го влечеме големиот топ преку рамнината. Подоцна ние пасеме, а тие разговараат преку рамнината со некој град опкружен со зидови од кал. Вистинска среќа е што ние не мораме да се бориме на тој начин, рече коњот. Младото Магаре долго молчеше, а потоа рече: Она што јас сакам да го знаме, зошто воопшто мораме да се бориме. Поради тоа што така ни е речено, праша коњот. Наредба, рече Били и зачкрипи со забите. Да, но кој издава наредби, го праша Магарето регрутот. Човекот кој оди пред тебе, или кој седи на твојот грб, или држи јаже околу твојот нос. Но кој не му дава наредби? Момче, сега премногу прашуваш, рече Били. Биковите се исправија и решија да тргнат. Доаѓа утрото, мораме да се вратиме на своите позиции. Ајде, момче, се враќаме. Били измаршира како стар војник. Морам да се вратам кај Дик, рече коњот. Опашката сосема ми се извалкала, а тој ќе мора 2 часа да се мачи да ме подготви за парадата. Тоа попладне се одржа голема парада. Муртко и јас имавме добро место. Седевме во близина на кралот. Животните парадираа во колони, најзменично движејќи ги нозете. Потоа се појави коњаницата.
Тука беше и оној воен конј, чија што опашка беше како свила, а главата му беше наведната кон градите. Го диктираше чекорот на сите други коњи, лесно како да игра валцер. Потоа помина тешката артилерија и јас го видов двоопашестиот впрегнат на обсаден топ од 2 тона. Зад него одеа 20 бикови. Седмиот пар изгледаше помалку вкочането и уморно. Последен помина Били, кој имаше заземено став како да командува со својата војска. Му викнав за да го поздравам, но тој гледаше само право. Глава 8. Парадна песна на шумските животни. Слоновите од топовската запрега. На Александар му ја дадовме силата на Херкул, мудроста на нашите глави и трината на нашите поколенија. Понизно го свиткавме вратот, никогаш повеќе не попуштија. Направете место за запрега тешка, 10 тони и воз од 2 тона. Воловите кои влечат топови. Хероите во својата воена единица го избегнуваат топовското ѓуле, а оние што слушнале за барутот се вознемирени. Тогаш ние стапуваме на сцена и повторно ги влечеме тие топови. Направете место за 20 од воената единица и за еден воз од 2 тона. Коњите од првите борбени редови. Во име на жигот на моето рамо, на љубава музика прават копнените животни, пиратите и змејовите. И потоа таа музика посладка ми е од шталата или од водата, конјскиот галоп Бони Данди. Потоа нас хранете не и дресирајте не, водете не и дотерувајте не. Дајте ни добри јавачи и доволно простор. Поведете не во колони и видете од какво значење се воените коњи за Бони Данди. Магарето од топовската единица. Додека заедно со своите соборци одев низ ридот, патот ни го отежнуваа камења, но ние повторно продолжуваме напред, бидејќи ние, момчиња мои, знаеме да се бориме, да се искачуваме и секаде да се појавуваме. О, планинските височини се наше задоволство и секогаш одиме напред. Нека му е со среќа на секој наредник и нека ни помогне да го избереме вистинскиот пат. Тешко на сите јавачи кои не знаат правилно да ги држат уздите. Бидејќи ние, момчиња мои, знаеме да се бориме, да се искачуваме и секаде да се појавуваме. О, планинските височини се наше задоволство и секогаш одиме напред. Интендантските камили. Ние, камилите, немаме своја музика за да ни помогне додека маршираме, но секој наш врат е влакнест тромбон, рататата, влакнест тромбон, а ова е нашата чекорница. Не можам, немој, не сакам, никако. Нека продолжи редот понатаму. Нечии узди ќе паднат од нечии грб, би сакал да паднат од мојот. Нечии товар ќе се преврти на земја. Ура за стоењето во редот. Ур, јар, гр, ар. Некој успеа товарот да го дофати сега. Сите животни заедно. Ние сме деца на кампот, секој служи според својот чин. Ние сме деца со узди, темперамент и товар. Видете ја нашата поворка преку рамнината, прилега на замотано јаже. Ќе отидеме далеку и заминуваме во војна. Луѓето кои одат покрај нас, неми, правливи и сонливи, маршираат и страдаат од ден на ден. Ние сме деца на кампот, секој служи според својот чин. Ние сме деца со узди, темперамент и товар.